сега секогаш и во вечни векови. И да бидат незефани, богоправедници и духоносни, апостоли, сите свети, да не помилуваме спаси, како говори човеколюбен. Сите нас приме во Твоето царство, дај прошка нас. Благословен си Господи Богу, Вседржител, кој си осветил. Денес Господ Исус Христос го исполни своето ветување, што го даде на своите апостоли пред спасоносното вознесение, кога примената човечка природа, чиста и без грев, како и да беше создадена, ја вознесува на небото и ја постави од десната страна на Бога, Отецот, бидејќи беше создадена според образот и подобието на Бога. На овој ден Христовите ученици, заедно со Мајката Божја, се наоѓале на постојана молитва во Сионската горна соба, каде што престојувале во некое време, молејќи се и созерцувајќи делата на својот учител Господ Исус Христос, особено за неговото тридневно воскресение, за безбројните чудеса и последното негово чудно, неговото вознесение на небото, славните ветувања на учениците. Додека тие престојувале во горната соба одеднаш, настанал голема буча во небото и го дадува силен ветер, и се покажа на нив светиот дух во вид огнени јазици. И апостолите биле напоени од светиот дух и почнале да говорат на многу разни јазици, ако што им давал Духот Свети. А бидејќи Јерусалим на овој ден бил исполнет со многу разни народи, кои меѓу себе и не се разбирале, биле дојдени да ја прослават старозаветната педесетница, апостолите почнале да им проповедаат на нивните јазици за силата и чудата на вистинскиот Бог Господ Христос, кој се родил од дева, проповедал, правил чуда, бил разнат, по 3 дена воскреснал, се возе на небо и седнал на одесно на Бога Отца, а денеска им го испратија Духот Свети, кој ги облагородува, ги просветлува и утврдува со благодата да го проповедуваат Евангелието на сите можни разни јазици. И сите присутни пак се воскитувале и чуделе, прашувајќи се што можело да биде. Благодата Божја, која со Светиот Дух се излива врз Христовите апостоли и денес се наоѓа во Света Христова црква, преку незиното свештенство и светите тајни се разделува на децата Божи. Така црквата Божја на денот на своето раѓање постанала непресушен извор на благодата Божја, со која сите знаени незини деца, сите крстени души, христијански се хранат со таа духовна храна, се спасуваат од гревот, злото и вечната смрт. Да не заборавиме, драги браќи и сестри, дека нашето спасение не е само Божјото дело, туку тоа треба да биде и наше дело. И ние како луѓе треба да сакаме, да се трудиме да бидеме спасени и избавени, се разбира со благодата Божја. Светиот апостол Павле во едно од своите посланија вели дека светот лежи во зло. Повеќе свети учители на православната црква права споредба за желбата и волјата кај луѓето, ако човек кој е паднал во длабока провалија и самиот не може од истата да излезе. Тој плаче и бара помош, се наоѓаат со жалливи луѓе кои му ја пружаат помошта, спуштајќи и цврсто јаже да го излечат. Но ако тој не сака да го фати јажето и не сака цврсто да се држи за него, да не падне, тогаш не можат само желбите и волјата на другите да му помогнат. Така и со благодата Божја, таа на сите нас им се нуди, но ние треба да ја сакаме, да ја примаме, да ја сочуваме во нас, ако сакаме нејзината помош во нашиот живот, да ја почувствуваме, да бидеме избавени, облагородени за вечен живот. Да се помолиме
на Господ ова своја благодат, да ја излее и врз нашите души и тела, да можеме вистински, достоинствено како христијани, а во што ни доликува и приличи, да го славиме и величаме триодиниот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. За многогодини. Господ да ни ја чува црквата, верата, државата, сиот народ македонски. Да ни ја чува и Република Македонија. Многогодини. На землі хліб наш насущний дай нам і остави на долга наша, як і милосердно наші, і не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Благословен еси, Христе Боже наш, и послатим Духа Святаго, и теми уловне вселенную, человеколюбце, слава Тебе. Хлебом, пшеницата и виното со Твојот свету, амин. На Господа се помолиме. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го. Овој леп пшеница и вино и освети со Твојот свету, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господу помолим сја. Господи, Господи, Отвор на небесен и мислен, духовен жртвеник. Амин. амин. Синот и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Амин. Прими ја Господи, Отвор на небесен и мислен, духовен жртвеник. Амин. Света, еднослушна и животворна Тројца, Отец, Син и Светиот Дух се принесува ова безмерна жртва. Прими ја Господи, Отвор на небесен и мислен, духовен жртвеник. Амин. Свети Дух се принесува ова безмерна жртва. Прими ја Господи, Отвор на небесен и мислен, духовен жртвеник. Амин. Боже, страдалце, спомагаче, и вјечаче, молите ся Богом, помиловати ся душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом поклало, мучеником радовани, и же проповед Троица и роди Сина Емануила, Бога же и человека, поступиня Ему, Его же величаю се Его, облажаем. Čo to najdem, že to si ty je. Христос е меѓу нас, и ќе биде, и ќе спомнеме Боже, по Твојата голема милост, и се молиме за ние Боже, уште се молиме за мир, здравство и спасение на Божите раби. Zavedoni, da.
имаме гости од околните села, од Скопје пензионери ни доаѓа. Еве сега имаме дојдено и наши селеници од Америка има дојдено. Си дено важно се погоди добар и има масовна посетеност. Прво е литургијата, а потоа има продавање на ствари, дароци што донеле верниците, па се продава тие, а потоа се служи ручекот. Традиција е да има и кумови, така? Колку кума има годинава? Моментално има, мислам дека има 11 кума. Има доста кумови и е стварно добро тоа. И тоа е, имаме музика. Значи, после тоа ќе имаме музика, после литургијата, ручекот, ќе има и музика весела сигурно. Каква е заинтересираноста на младите? Гледам дека многу се трудат околу организацијата на празникот. Најмногу младите, значи, младите кај нас, тие се за све за организација. Значи, тие организира све и работа. Кога датира црквата Света Тројца? Црквата Света Тројца датира точно година, не знам да кажам, значи имаше едно мало старо црквище направено на изворот. После црквичето е возобновено 1978 година. Направено ново, па потоа осветено е во 1985 и поново возобновено 2002 година. Значи, уште еднаш е возобновено. Затоа што местото беше такво дека вода има, мораше да се обнови, да се опшие со цигла, со арматура и така. Има и трпезарија, еве годинава и Ова кујна. година имаме, може да се пофалиме со нова кујна, обновени трпезаријата и кујната, и вамо имаме друга трпезарија, и овде за гости, значи да што повеќе гости да може да се услужа. Оваа година сме, ја мислам, на ниво треба да види. Дали посетители доаѓаат и во викендите, нели, како на Има, излет? да, има и по викендите имаме доста посетители. Кога е убаво времето, значи од пролет, летно време, па и до доцна есен. Обично доаѓаат луѓето за да наполнат Света Самовилска вода. Не само денеска, значи овде доаѓаат луѓе и од друга вероисповест. Доаѓаат и муслимани. Значи секој што има мака, си доаѓа овде со надеж дека ќе му помогне, а и помага. Си водата на многу мина помогнава, се рачуна као лековите. Каков е обичајот, како се користи водата? А водата не смее да се гази, значи водата е за пиење, за миење, да не биде фрлена негде за да може да се гази тоа. Какво е верувањето, зашто обично помага? Па за разни работи, овде доаѓа што не може да збора, например, поготово млади деца. После за очи некои, за исплашени од нешто. Доаѓа, че си остаа ствари, после мајица нешто и така, после ќе се ја земе после неколку дена. 400 денара. 400 денара. Продадено. 500. 550. 550. Продадено. 500. 600 денара. 700 денара. 800 денара. 900 денара. 900 денара. 1000. 1000 денара. Продадено. 400. 400 денара. 400 денара. Ајде, викај. 400 денара. 400 денара. Продадено. 1300. 1400. Ајде, да се заврши. 1400.
Што подготвувате денес за ручек? Денес за ручек подготвуваме помпирјанија, кислина, салати и се друго што треба. За колку луѓе обично спремате? Па обично од 550 до 600. И кој е рецептот? Како се прават овие јадења? Па овие јадења се права по старински селски начин. Колку килограми месо, например, се става во јанија? Зависи до Зависи за 45-50 кила месо. Има тајна некоја на вкусно да биде јадењето? Нема тајна. Тајна е само што се готви во казан. Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудрилом си јавлен, низ послатим Духа Свята, и ке ми уловлен вселеною, человеко любче, слава Тебе. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го јадењето и пиењето пренестрпеза, приумножи го Господи во село нашиот град, што си свет сега секогаш и во сите векови. За многу години пријатен ручек на сите.